Договорот за стратегиско партнерство со Британија е практично ништовен. Островската држава нема саглан влада, бидејќи премиерот им е спакуван. Тоа што никој на светот не ја чула оваа информација, тоа е проблем на светот. Абе, кој Стармер го фатија на плячки, на, како се вика, грабање пари, купување свој имот. Врховниот суд на Велика Британија го осуди, у затвор ќе иде човекот. Дали сваќаш тој? Ама вие не гледате тоа, ја уживам. Лезнењето е скапа работа. Вистинските информации се богатство, а огромно задоволство е тие да се добиваат директно од прва рака. Изворите не се откриваат, ама е јасно дека кој знае, вистина знае. Маск вика, јас сакам Азија во Русија. Виш ова не прошло низ медиумите, ма Пројде, гласно. овдека нема, цел интернет брои. Тоа брнчење е толку заглушувачко што понекогаш умее да ја скрие вистината од народот, не само за сегашноста, туку и за минатото, кое по се изгледа било малку поразлично од тоа што ни било представувано. Ни го прикажува Сталин као масовен убица. Така. Не. Не, знаеш која ми се... Тоа чисто ѓубрето троцистичко, петоколонистичко, заради кој толку луѓе пострада. А сета таа лага ни е сервирана преку центрите на моќ кои натаму вршат сериозна индоктринација. Па разбирливо, мора да им се тресне вратата и да им се каже дека таквите приказни веќе нема да минуваат. Ние со Запад треба, како да ти кажам, да се исклучиме, речеш, не примаме оглед, не загадувате, опет опасни вируси сте, ај сикте. Точно. Нема здрав човек там. Запад нема здрави луѓе. Дури на омилениот лик, чие враќање со душа и срце се очекуваше, не ги задоволува високите критериуми за квалитет. Разочарувањето е очигледно и видливо. Со оној дегенерик Трамп, нарцисоиден тупак кој нема интелигенција повисока од 80. Свеѓаш, тој е нарцисан, Да. тој е клован. За разлика од сите други, само еден заслужува внимание и почит. Иако официјално стапнал на македонско тло само еднаш, и тоа за прелет на Скопскиот аеродром, некој изгледа приватно се имаат видено со него. Пази, ако нешто друго направи Путин кога прв пат дојде на Плаушник, рече, ние, русите, должиме на Охрид и на Климент Охридски што ни даде азбука. И на крајот, и азбуката не е доволно стара. Македонија сепак има жива легенда. Потврда за тоа е начинот на пишување. Види бе, ова ја прав. Да. Види, као да Винчи на огледало ова. Еве. Ама знаеш што ти е ова? Од што ти е миргав статок? Ова ти е старомакедонскиот архетип. Знаеш дека пишувале македонците од десно на лево? Македонците чкртали и ке чкртаат, ама оние специјалните. Не се знае кој веќе ќе може и дали воопшто ќе се обидува да ги декодира. Оти тешка им е шифрата.